Благодарам. Почитувани колеги и пратеници, мислам дека денес поводот за кој што сме собрани е добар, афирмативен, позитивен за Република Македонија. Главниот град Скопје и Република Македонија за 2 недели од сега ќе бидат домаќини на најголемиот спортски настан во историјата на Република Македонија. За овој настан ќе се зборува долги години и долги децении после ова, затоа што доаѓаат двата најдобри светски фудбалски клубови во најпопуларниот спорт, Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед. Овие измени на законот кои што треба да ги направиме, ги правиме на барање на УЕФА. Ги бараме за да ги усогласиме нашите закони во Република Македонија со земји како што се Англија, Германија, Франција и други земји кои што биле домаќини на вакви спортски надпревари. Почитувани колеги и пратеници, ова не се случи преку ноќ и не се случи случајно. Македонија и Скопје ќе бидат домаќини благодарение на десетици и десетици спроведени проекти, завршени проекти од страна на претходната влада, предводена од ВМРО ДПМН и локалната самоуправа во Скопје, и градот Скопје и општините во градот Скопје. Почитувани пратеници, едно од клучните работи поради кои што Македонија и Скопје ќе бидат домаќини на овој суперкуп е и националната арена Филип II. Претходно градскиот стадион во Скопје, националната арена Филип II, со години и со децении, 30 години наназад, беше еден голем споменик на негрижата во Македонија и немањето желба да се завршат работите. Градскиот стадион во Скопје беше едноставно символ на недовршувањето работи во Република Македонија. Само јужната трибина беше направена, а северната трибина, западната трибина и источната трибина со години и децении беа незавршени. Претходната влада го доврши градскиот стадион, односно националната арена Филип II. Наспроти целата скепса, наспроти целото омаловажување, наспроти целиот цинизам со кој што беше тоа предправено. Да некој кажеше пред 10 години дека во Скопје и во Македонија ќе играат Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед, многумина ќе се смееа, многумина ќе се подбиваа со тоа, многумина немаше да веруваат. Но еве ги, за 2 недели ќе дојдат да играат. Истовремено, почитувани присутни, градоначалникот на Центар, Андре Жерновски, ни порачуваше тогаш дека северната трибина може да падне. Не, северната трибина евеа, северната трибина ќе биде место каде што луѓе од цела Европа и од цел свет ќе дојдат да ги гледаат најдобрите фудбалски клубови во Република Македонија. Истовремено, почитувани и присутни, на аеродромот Александар Велики во Скопје, кој што е реновиран, ќе дојдат навивачи, ќе дојдат фудбалери, планетарно познати, и Европа, и цела и Европа, и фудбалскиот свет ќе чујат за Република Македонија, ќе чујат за Скопје. Почитувани присутни, со години се работеше на тој аеродром. И сега денес некој може да се подбива со тоа, но претходно аеродромот во Скопје во 2005 година имаше 550.000 патници на годишно ниво. Минатата година, почитувани присутни, аеродромот во Скопје надмина 1,5 милион патници. Околу 1.600.000 патници патуваа преку Александар Велики. Од тие причини, и поради аеродромот, и поради националната арена Филип II, и поради подобрениот јавен транспорт во Скопје, и поради повеќе хотели во Скопје кои што се дел од промоцијата на Македонија, кои што се дел од подобрените сместувачки капацитети. Имаме суперкуп во Скопје и од тие причини ние сега го менуваме законот на барање на Европската фудбалска федерација, на барање на УЕФА, за да во Македонија играат Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед. Тоа не е мала работа, стотици милиони луѓе низ целиот свет ќе чујат за Македонија, Скопје и Македонија ќе ја покажат својата гостопримливост. Апелираме до сите да бидеме добри домаќини. Апелираме до сите
Македонија и Скопје да ги представиме во најдобро можно светло. Затоа што оние луѓе кои што сега ќе дојдат, да дојдат повторно во Македонија. Оние луѓе кои што ќе чујат за Македонија и за Скопје, исто така да дојдат. Да го изгласаме ова. Мило ми е што овој предлог на закон е поднесен и од пратениците од ВМРО ДПМН, и од СДСМ, и од ДУИ, и од БЕСА. Нека Република Македонија оди напред. Овие дела остануваат за идните генерации, и градскиот стадион, и мостовите, и аеродромот, и хотелите, и сите оние работи кои што се градеа и се создаваа последниве 10-11 години во Македонија. Ви благодарам на сите, ајде заеднички ова да го изгласаме и после тоа да бидеме добри домаќини и во најдобро светло да се представиме и пред Европа и пред светот. Благодарам.